добро вечер. Централен дневник на О2 телевизија. Архитекти од неколку европски држави дискутираат за новиот изглед на градскиот плоштад и велосипедските патеки во Струга. Отчет во јавното предпријатие Градски пазар, директорот задоволен од досега сработеното. Изминатиот период општина Вевчани реализираше неколку капитални проекти. Градоначалникот Светомир Угриновски за телевизија О2 ги открива плановите за во иднина. Великденско чудо се случи во домот на еден наш сограѓанин. Ден спроти Великден на плочките во дневната соба со чудна светлина се испишале првите две букви од името на Исус Христос. Живеј здраво, живеј безбедно. Годинешното мото за превенција од конзумирање на наркотични средства. Во дневникот на О2 и за Тетовското одбележе Шарпланинецот како избор на вестите од светот и спортот. Гледајте на. Централното градско јадро во Струга ќе добие нов изглед. Се бираат идејни решенија. Великденско чудо во домот на наш сограѓанин. Пинк пантерите повторно активни. Овој пат украле диаманти вредни над 80 милиони евра. Петнаесет архитекти од неколку европски држави денови во Струга работат на идејни решенија за нов изглед на градскиот плоштад и воведување на велосипедски патеки. Организатор на иницијативата е Сдруженијето Креативни и активни и оттаму велат дека за прв пат архитектонскиот пристап добива транспарентна димензија, зашто во проектот имаат можност да учествуваат граѓаните со нивните идеи и мислења. Инаку проектот Градот кој никогаш не спие се спроведува со поддршка на Фондот за развој Принц од Холандија во соработка со општина Струга. 15 архитекти од неколку европски држави деновиве во Струга работат на редизајнирање на делови од централното градско јадро. Проектот Градот кој никогаш не спие има за цел да направи промени во Струга и градот да почне да дише во европски дух, вели Арбреша Селими од Сдруженијето Креативни и активни кое го имплементира проектот. Имаме учество од 15 странски архитекти, млади архитекти. Значи со нивна поддршка ќе му даваме на Струга некаков поубав изглед за овие со велосипедиве и плоштадот на Струга да изгледа малку поубаво. Од Сдруженијето велат дека е многу важно што сиот овој процес е транспарентен во кој учествуваат граѓаните со нивни идеи и мислења за на крај да се дојде до еден квалитетен и транспарентен заеднички проект со кој сите граѓани во општината ќе бидат задоволни. I came here, I saw this really beautiful landscape where people are really nice, where I can see costumes that I could spot in my home country, and I must say that this city, as well from other feedbacks that I have some friends who already visited some cities in Macedonia, where I can see that I can spot so many potential in some cities in Macedonia as well, this one. Regarding to the architectural and urbanism of the city, it looks like there is been a progressive loss of identity within the new constructions. So more like it looks like quite a few buildings are being degraded and not being restored, traditional buildings, and the new ones are not following this kind of aesthetic that gives identity to the city. Проектот Градот кој никогаш не спие е организиран од Сдруженијето Креативни и активни со поддршка на Фондот за развој Принц Клаус од Холандија во соработка со општина Струга. Од јавното предпријатие Градски пазар задоволни од досега сработеното. Најголемиот и најважен проект на кој што се надзире зградбата е затворениот современ зелен пазар, истакна директорот Тони Коталевски на денешната пресконференција. Како дел од другите проекти кои што беа изработени во овој период се бесплатен паркинг во време трајање од половина час на улицата Туристичка пред Градскиот пазар, типизирани тезги за време на новогодишните празници и за 8 март, бесплатно давање тезги по повод други манифестации и празници, донации од хуманитарен аспект, автопазар. Од јавното предпријатие најавуваат големи проекти и за во иднина. Јавното предпријатие Градски пазар во текот на изминатите 2 години реализира голем број на проекти кои беа најавени. Еден од најважните и најголеми проекти е изградбата на затворениот современ зелен пазар, чија изградба се надзира во скоро време. Ние како јавно предпријатие ќе добиеме современ затворен зелен пазар од 1230 метри квадратни
Исто така ќе добиеме 10 паркинг места и 200 метри квадратни канцелариски простори. Најден е инвеститорот, тоа е АД Илинден од Струга, избран е преку тендер за договор за јавно-приватно партнерство. Овој, а и останатите проекти беа изработени покрај финансиската состојба, во која беше затекнато предпријатието при преземањата, со долг од 1.107.885 денари. Со домаќинско работење и штедење намаливме за околу 400.000 денари услуги кон надворешни лица. Исто така имаме намалување на репрезентација во висина од 170.000 денари и завршивме со позитивен финансиски резултат во вкупно од 745.886 денари. Во изминативе 2 години беа реализирани голем број на проекти и тоа: бесплатен паркинг во време трајање од половина час на улицата туристичка пред градскиот пазар, типизирани тезги за време на новогодишните празници и за 8 март, бесплатно давање тезги по повод други манифестации и празници, донации од хуманитарен аспект, автопазар и пазар за половни автоделови, посебна просторија за продавачите на јајца и сирење, бесплатна веб страна за електронско информирање на граѓаните за градскиот пазар, пристапни рампи за лицата со посебни потреби и обележани паркинг места за истите, целосно доосветлување на пазарот од безбедносни причини, како и пазар на големо. Во иднина планираме да се насочиме кон отварање на мини пазари за земјоделски производи од времен карактер во летниот период, потоа цветен пазар, автоперална за помагање на автопазарот и проект промовирање на пазарот како традиционално туристичко место. Во изминатиот период, Општина Вевчани реализираше неколку капитални проекти. Општината продолжува со несмалено темпо и во наредниот период кој што следи. Изградба на патишта, шеталишта, тениски игралишта се само дел од проектите кои што ќе се реализираат, а за дел од нив ќе се бара и помош од владата. Најголем проект ќе биде и ски центарот на планината Јабланица, за кој е веќе направена и физибилити студија. Во изминативе 2 години во Општина Вевчани направени се неколку капитални објекти, завршено е училиштето во вредност од 1.200.000 евра со комплетна нова опрема, каде сите деца учат во една смена во 18 училници и со сите потребни услови за работа во едно училиште. Градоначалникот Огриновски во овој период направи уште неколку проекти кои се од големо значење за развојот на Општина Вевчани. Се изработи генералниот урбанистички план, веќе е готов. Се припрема сега за изработка на бензинската пумпа од Мак Петрол. Рачунам некаде во мај месец да ударкаме трендите. Значи, на влезот на Вевчани се осветли клучката, црквата се направи фасадерски надворешно, портата Вевчани, се очисти теренот околу прегледноста и така натака, се пушти крстот. Имаше и промена на столаријата во детската градинка. Проектите не застануваат тука и во наредниот период кој следи Општина Вевчани ќе работи на нови проекти и инвестиции. Во наредниве 2 години веќе аплициравме со 3 проекти за парите од Светска банка преку Министерството за финансии и мислам дека тие ќе пројдат. Едниот е шеталиштето покрај реката од Извори до мостот до градинката, заобиколниот пат на школата и градинката, кој ќе биде едносмерен, и партнерното уредување околу школото и спортската сала. Тие се 3 проекти, мислам, ќе бидат остварени, ќе коштат околу 260.000 евра. Со помош на владата на Република Македонија, Општина Вевчани во иднина ќе посвети поголемо внимание и на реновирање на старата училишна зграда. Приправивме и проект за реновирање на старата училишна зграда. Проектот веќе конечно е припреман. Таа е во распад повише од 12-15 години и да не речам скоро е уништена. Рачунам и се надевам дека од ова година ќе почнеме со реконструкција. Проектот кошта некаде 650.000 евра. Општина Вевчани, иако е една од помалите општини во нашата земја, сепак нејзините капацитети и проекти ги подготвува и реализира во целост, а најголем акцент е ставен на привлекување на туристи. Во наредниот период, но и најголема инвестиција ќе биде изградбата на ски центарот на планината Јабланица, на кој проект веќе е изработена и физибилити студија, а најдена и француска компанија за реализација на истиот.
2 лица убиени, 5 мина ранети во престрелка во Истанбул. Престрелката се случила во добротворна организација кога непознати лица упаднале во зградата на организацијата и започнале да пукаат, при што вработените во организацијата возвратиле на огнот. Непријателството помеѓу напаѓачите и членовите на организацијата било повод за оваа престрелка. Полицијата почна истрага и приведе 24 лица. 2 лица се убиени, а 5 мина се ранети во престрелка во Истанбул. Се работи за престрелка во добротворна организација во истанбулскиот кварт Гултепе, соопшти весникот Акшам. Непознати лица упаднале во зградата на организацијата и почнале да пукаат. Вработените лица од организацијата веднаш возвратиле на огнот, при што започнала престрелка. Со прострелни рани се здобиле 7 лица. Локалните жители пријавиле во полиција, пошто на местото на инцидентот биле испратени полициски и медицински екипи. И покрај големите напори на лекарите, 2 од нив починале, а другите 5 ранети лица биле испратени во болница. Повод за покањето било непријателството помеѓу членовите на добротворната организација и напаѓачите. Полицијата започна истрага во врска со инцидентот, при што приведе 24 лица. Најмалку 26 лица загина, а 1000 се повредени во голем пожар во Сибир. Пожарот зафатил околу 30 села и градови во Сибирската република Какасија. Повеќе од 1400 куќи се уништени, а повеќе од 6000 лица останаа без покрив над глава, меѓу кои 1000 се деца. Портпаролот на регионалните вести изјави дека 77 лица завршија во болница, а 8 се во критична состојба. Властите сметаат дека пожарот настанал како последица на неодговорно човечко однесување и палење на сува трева во исклучително топол ден. 5000 спасувачи се бореа да го спасат Блазес во Какасија во регионот на југоисточен Сибир, соопштија властите. Итната спасувачка акција ја координирал лично претседателот Владимир Путин. Представници на регионот Чита изјавија дека во пожарите кои беснеја во Источен Сибир загинаа 3 лица, меѓу кои и 3-годишно девојче. Премиерот на Република Какасија изјавил дека изгаснати се пожарите во сите села со помош на авиони, а причината е материјална штета од околу 94 милиони долари. Великденско чудо се случило во домот на еден наш сограѓанин. Ден спроти Великден на плочките во дневната соба во чудна светлина се испишале првите 2 букви од името на Исус Христос. Семејството Георгиевски, каде што се случи ова чудо, велат дека тоа е знак од Господ и знак за подобра иднина и успех. Чудо се случило во домот на еден охриѓанец за време на великденските празници. Имено неделата околу 21 часот, семејството Георгиевски забележало светлина на плочките во својата дневна соба. Васко Георгиевски, првиот сведок на ова чудо, раскажува како после попладневната прошетка откако се вратил во својот дом, случајно ги забележал буквите со необичен сјај во неговиот дом. Со неверување ја собрал целата своја фамилија кои го потврдиле истото. На плочката со кирилично писмо и линија од озгора како на иконите биле испишани првите букви на Синот Божји Исус Христос. Семејството смета дека ова е знак за здравје и успех на фамилијата во иднина и Божјо дело. Иако досега и за останатите чуда кои се случија низ светот бевме скептични, сепак кога вакво нешто ќе ти се случи во домот, останува само едно – да веруваш, раскажува фамилијата Георгиевски. Токму на овој голем христијански празник е роден и братот на Васко, кој смета дека ова чудо е знак за успех во неговата кариера во иднина. Буквите беа најсјајни во текот на вечерта, а веќе почнуваат да бледнеат и да исчезнуваат, што докажува дека раката Божја е многу моќна. Живеј здраво, живеј безбедно. Годинешното мото за превенција од конзумирањето на наркотични средства. Станува збор за проект на локалната самоуправа во соработка со секторот за внатрешни работи и општинската организација на Црвениот крст и основните училишта од општината. Представниците на сите надлежни институции се едногласни дека превенцијата е најдобар начин на најмладите да им се всадат навиките за здрав живот и да се каже не на дрогата. На градскиот плоштад денес учениците од основните училишта учествуваа во проектот Живеј здраво, живеј безбедно. Станува збор за проект на локалната самоуправа, секторот за внатрешни работи и Црвениот крст од Охрид, чија цел е на најмладите да им се всадат здрави навики и да ја сватат штетноста и последиците од консумирање на наркотични средства. Истакна заменик градоначалникот Ангел Јанев. Активностите овде не завршуваат, активностите се постојани најмалку еднаш до 2 пати во неделата од одсекот за превенција од Црвениот
административниот крс и од локалната самоуправа, заедно со советите на родителите, со директорите, со родителите во основните училишта има постојани едукативни работилници и предавања. Портпаролот на СВР Стефан Димовски потенцираше дека превенцијата од пороци е најважниот сегмент во борбата со зависностите. Тој додаде дека нивниот сектор секогаш зема учество во активностите за едукација на младите. Градиме еден фронт со кој што ќе се спротиставиме кон сите пороци кои што стојат пред младите луѓе и на еден начин се обидуваме да го изградиме фронтот на негативизам кон пороците. Портпаролот на СВР изјави дека превенцијата веќе вродува со плод и дека во Охрид бројот на наркозависници има тенденција на намалување. Младинскиот координатор на Црвен крст Младен Божиновски вели дека активно работат со младите и разговараат со нив за сите теми. Сакаме да промовираме и да анимираме заедницата, тоест преку анимирање на заедницата и на младите да промовираме здрав животен стил меѓу целната група и борба против пороците или болестите на зависност. Според сите представници на надлежните институции, превенцијата и едукацијата на младите е најважна во борбата со зависноста од пороците. И во иднина продолжуваат ваквите активности и проекти за подигање на нивото на свест за штетноста на наркотичните средства. Великденски грабеж. Пинк Пантерите украле диаманти во вредност од 80 до 300 милиони евра. Припадниците на Пинк Пантери, маскирани како чистачи, ограбиле златарница. Кражбата траела 2 дена. На безбедносните камери, кои што моментално се анализираат, се гледат како неколку мажи влегуваат и излегуваат од зграда, носејќи смет. Се истражува можноста дека криминалната група е со потекло од Балканот. Од вкупно 999 сефови ограбени се 72, а украдени се диаманти, пари и накит. Пинк Пантерите, во кои што има лица од Србија, Хрватска и Црна Гора, познати се по големиот грабеж во Лондон 1993 година, кога беа украдени диаманти во вредност од 575.000 фунти. Великденски грабеж. Пинк Пантери маскирани како чистачи ограбиле златарница. Во корпи за смет изнеле накит кој го украле од 72 сефови. Крајно смелата кражба траела дури 2 дена. Полицијата поседува голем број видеозаписи од безбедносните камери кои моментално се анализираат, а на нив се гледа како мажи во флуоресцентни елеци со прикриени лица влегуваат и излегуваат од зграда во јувелирскиот кварт Хатон Гарден носејќи смет. Британската полиција ја истражува можноста дека грабеж на трезорот во центарот на Лондон за време на великденскиот викенд го извеле членови на меѓународната криминална група Пинк Пантер со потекло од Балканот, соопштија британски медиуми. Полицијата констатирала дека од вкупно 999 сефови ограбени се 72 и дека украдени се накит, пари и диаманти, вредни од 80 до 300 милиони долари. Кратците најверојатно добро го знаеле планот на зградата, поради тоа што точно знаеле каде се наоѓаат диамантите, изјавил поранешен шеф на одделот за кражби во Скотланд Јард. Бандата Пинк Пантер, во чиј состав има црногорци, срби и хрвати, позната е по грабежот во Лондон во 1993 година, кога во златара беа украдени диаманти вредни 575.000 фунти. Шарпланинецот е заштитена македонска раса. За да остане таков, потребна е поголема заштита колку од државата, толку и од самите одгледувачи. Тие велат дека се почесто шарпланинецот се меша со други раси, поради што ги губи основните карактеристики. За да не дојде до посериозни последици, потребна е соработка и стратегија за негово зачувување. Во обиколка на Шарпланина и тетовските села во потрага по шарпланинци беа неколку одгледувачи од Србија. Впечатоците со кои се заминуваат не се добри, велат тие. Последниве години шарпланинската раса не се одгледува правилно. Македонија е изворното место на оваа раса, вели Страхиња Рашиќ, кој 18 години се дружи со шарпланинци. Од своите истражувања подготвува книга во која ќе пишува за нив. Вели дека потребно е заедничко делување на Македонија и Србија за подобрување на стандардите за одгледување на ова овчарско куче. Прва основна работа е двете држави да се договорат, бидејќи заштитата над шарпланинецот е заедничка. Потребно да се подобрат стандардите кои со години не се дооформени. Тука собирам податоци кои подоцна ќе ги внесам во книгата која ја подготвувам. Преку неја ќе работам на подобрување на одгледувањето на оваа раса. Борче Стојчевски од Лишо, кој одгледува шарпланинци, вели дека потребна е поголема помош од државата за зачувување на оваа автохтона раса. За да остане така, мора да има поголема меѓусебна соработка.
Тоа куќе е наша автономна раса што треба се запази многу, значи што треба да остане и понатамо како наше куќе. За да остане, државата треба да помогне со субвенcije, со помош на овчарите, да кажем, и на одгледувачите од некоја страна, да тоа биде поорганизирано, да се поштуе шарпланинецот како изворно куќе. Некои од одгледувачите од Србија по нашите села и планини бараат шарпланинци веќе 30 години. Велат дека искуствата се полоши. Се почесто шарпланинецот се меша со други раси и полека почнува да ги губи своите карактеристики. Велат тие. Моje искуство су врло лошо задње. Моите искуства се многу лоши во последно време. Шарпланинецот многу се меша. Многу малку имат чисти, изворни шарпланинци. Јас чувам урбани и од тука ги селектирам, но тука веќе тоа не го прават. Ги мешаат со раси кои не се овчарски. Така шарпланинецот ги губи своите својства, не го чува стадото. Шарпланинец губи својство. Секоја измена не допринесува за подобрување, туку расата се уназадува. Треба да се соединат сите и да работат на враќање на некогашните карактеристики. Врати оно што е некад било. Шарпланинецот е автохтона македонска раса. Името го добива по шарпланина. Ова е овчарска планинска раса која обстојува со години. Но доколку мешањето со други раси продолжи, ќе се изгубат основните карактеристики на шарпланинецот. Како национален производ од Македонија, потребно е и државата да реагира за да се заштити од истребување и измени нашиот шарпланинец. Ракометарите на Вардар во полуфиналите на завршниот турнир во Лигата на шампионите ќе играат против екипата на Будучност од Подгорица, додека Лаврич ќе се соочи со Динамо Синара. Во одвај за фудбалските надпревари од четвртфиналите во Лигата на шампионите, кои што започнуваат во добро познатиот термин во 20 часот и 45 минути, како и за надпреварите од најелитното кошаркарско надпреварување НБА Лигата. На ждрепката која се одржа на Универзитетот за арт и дизајн во Будимпешта, ракометарките на Вардар во полуфиналето на завршниот турнир во Лигата на шампионките ќе играат против екипата на Будучност. Минатата сезона ЖРК Вардар и Будучност се сретнаа во истата фаза од надпреварувањето, а тогаш црногорскиот состав избори пласман во финалето каде загубија од ГЕР, додека црвено-црните завршија како трети. Оваа сезона овие два тима се сретнаа во првата фаза, каде одиграа два меча. Во Подгорица Будучност славеа со 23:17, а во Скопје дуелот заврши нерешено со резултат од 24:24. Втората полуфинална двојка ја формираат екипите на Ларвик и Динамо Синара. Завршниот турнир во Лигата на шампионките ќе се одигра на 9 и 10 мај во Будимпешта. Синоќа во НБА Лигата се одигра 12 нови надпревари. Атланта со пораз ги заврши надпреварите во НБА Лигата, што се однесува до настапите пред својата публика во регуларниот дел од шампионатот. Македонскиот интернационалец Перо Антич поради настинка не беше во составот на Атланта, а се очекува да се врати на теренот веќе во наредниот надпревар. Јастребите синоќа неочекувано пред својата публика загуби од вториот најслаб тим во лигата Нью Йорк Никс со резултат од 108:112. Најефикасен кај Никси беше Ленгстон Галовеј со 26 постигнати поени, на кој додаде 5 скока и 6 асистенци, додека Тим Хардавеј Джуниор и Джейсон Смит реализираа по 23, односно 20 поени. Најефикасни кај јастребите беа Джеф Тик и Кайл Корвер со по 19 постигнати поени, додека Ал Хорфорд уфрли 18 поени. Оклахома и Нью Орлеанс остварија нови победи во борбата за 8-та позиција во западната конференција. Екипата на Оклахома го совлада четвртопласираниот состав на Портланд пред својата публика со резултат од 101:90, додека Нью Орлеанс имаа лесна задача во дуелот со најслабиот состав сезонава во НБА Лигата Минесота, совладувајќи ги на гостински терен со резултат од 88:100. Во конкуренција за местото број 8 во источната конференција се борат екипите на Индиана, Бруклин и Мајами. Екипата на Бруклин го загуби дуелот пред својата публика против Чикаго Булс со убедливо 86:113, додека жешките од Мајами беа подобри од Орландо Меджик со 100:93. Најзаслужен за синоќашниот триумф на Мајами беше Хасан Вајтсайд, кој постигна 24 поени, а беше пратен од Двен Вейт, кој реализираше 22 поени. На останатите надпревари се постигнаа следниви резултати: Хјустон Шарлот 100:90, Детройт Кливленд 97:109, Милвоки Филаделфија 107:97, Јута Джез Далас 109:92, Сакраменто Лос Анџелес Лейкерс 102:92, Голден Стейт Мемфис 111:107 и Лос Анџелес Клиперс Денвер 110:103.
Метеоролозите најавуваат врнежливи пролети лето. Според анализите на Управата за хидрометеоролошки работи не предстои релативно влажна и врнежлива пролет со температури под просечните за месец април, како резултат на променливото и врнежливо време. Според Управата за хидрометеоролошки работи, комбинацијата на влажна зима со обилни снежни врнежи, особено во планинските предели и влажните атмосферски процеси поврзани со појава на циклони и фронтални системи, ќе доведе до големен ризик за поплави во втората половина на април и почетокот од мај. Од таму додава дека веројатноста е многу голема за поизразени нестабилни атмосферски услови во текот на јуни, јули и август. На О2 следува метео. Почитувани, го следевте централното издание на Дневникот на О2 телевизија. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.